Почитувани гледачи, добар ден, 26 март, вторник, 14 часот, почеток на ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска, а како и во минатиот период, така и денеска, за вас подготвивме низа содржини и теми со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Како што знаете, отворено студио 1 почнува во 14 часот, а трае до 23 со мене и со Елена се гледате во три термини. Овој од 14, потоа од 15 и 20 и од 17 до 17:30. Како што е редот, предлагам Елена да ги прочита најавите, односно материјалите кои што денеска ги имаме подготвено за вас, а со тоа и темите со кои што, како што реков, се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Елена, повели. Така, ти благодарам, Антонија. Добар ден, почитувани гледачи и од мене. А сега накратко, освен отвореното студио 1, каде што ќе ве запознаеме со тоа кои теми денеска ќе ги обработиме. Исто така накратко да погледнеме, односно да ве запознаеме со содржината што ќе гледате во текот на денешниот ден. За почеток во 14 часот овој прв блок во отворено студио 1, како што е веќе познато, ќе се навратиме накратко односно на тоа кои беа гости во вчерашното отворено студио 1, а исто така и во дневникот. 14 часот и 30 минути веќе следуваат вестите. Веднаш по завршувањето на вестите ние се враќаме повторно во отворено студио 1, втор термин каде што овој пат ќе разговараме на темата Македонија останува рута за бегалците од Блискиот Исток. Ќе разговараме односно со Ленче Здравкин, која што е хуманитарка и долги години им помага на мигрантите, а исто така ќе му отстапиме и термин на колегата Слагјан Ивковиќ, од спортската програма, каде што ќе разговара на тема втора година поред женска улична трка во Скопје. Гостинка ќе му биде Гордана Николовска од Сојузот на спортови на град Скопје. Потоа следуваат повторно вестите со колешката Елена Джугуманова, па Маја готви, односно кујната, каде што, како и секој пат, и овој пат Маја ќе ви презентира некој нов рецепт, каде што ќе научите и да сготвите некое ново јадење. Потоа продолжуваме ние во третиот термин, отворено студио 1, трет блок со почеток во 17 часот. Овој пат ќе разговараме на темата сексуалните работнички и трансродовите лица, дека и понатаму се жртви, односно мета на конзервативните вредности. Разговараме со Драгана Дрндаревска и Наташа Бошковска од коалицијата Маргини. По завршувањето на овој блок во 17 часот и 30 минути следуваат секако забавните емисии. Тука е возење со Вучич, потоа нашите ексклузивци Стефан и Нина и секако веќе добро познатиот Сергеј Варушлија со студио Мода. По завршувањето на овој блок забавни емисии следува отворено студио 1, односно вечерашното отворено студио 1, а тема ќе биде како да ги задржиме креативните и способни кадри. Чомовски разговара со професор Никола Мојсовски. Потоа следува централниот дневник во 20 часот, па авторската емисија Правда и неправда на Гордана Дувњак. Овој пат тема ќе биде аферата на Маđар Телеком и состојбите во македонскиот Телеком, каде што ќе разговара всушност со малцинскиот акционер во Телеком Симе Груевски. По завршувањето на авторската емисија уште еден блок отворено студио 1, односно граѓански форум. Тема ќе биде што покажува ТВ дуелот Мицковски Заев и секако денешниот ден го заокружуваме со вестите во 22 часот 45 минути со колегата Александар Петровски. Тоа е накратко програмата што ќе гледате во текот на денешниот ден, а ние продолжуваме понатаму. Така е, се навраќаме во овој термин на оние гостувања од вчерашните вклучувања во отворено студио 1. Почнуваме со Билјана Ивановска, председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата или позната како антикорупцијска комисија. Ивановска гостуваше во отворено студио 1 кај колегата Сашо Ордановски, а разговара на повеќе теми поврзани со нејзината институција, а исто така и со отвореноста на Државната комисија за спречување на корупцијата кон медиумите, што во минатото не беше случај. Меѓутоа Ивановска вели дека се трудат во овој момент да работат барем многу поотворено кон медиумите и кон јавноста споредено со тоа што се случуваше во минатите
неколку години. Според Ивановска, Државната комисија за спречување на корупцијата треба да работи транспарентно и да го почитува мислењето за јавноста. Секако таа вели дека седниците се отворени за јавноста, а така ќе остане и во иднина. Предлагам да видиме дел од гостувањето. Се работи за нов начин на работа. Тој начин на работа е пропишан и во законот. Државната комисија за спречување на корупцијата треба да работи транспарентно, отворено и јавно. И ние тоа го почитуваме и кога ги држиме седниците, сите седници се отворени и јавни кон јавности, кон медиумите, но и вака на сите новинарски прашања, на сите студија се трудам максимално да одговорам на сите поставени прашања, бидејќи сметам дека тоа ќе направи ситуацијата појасна и почиста на граѓаните да осознаат и што работиме и ако имаат некои дилеми да им се разјаснат. Затоа ние сме ви медиумите благодарни. И ние вас. Кажете ми што затекнавте, веќе сте, да кажем, неполни 2 месеци таму и така. Гледам дека веројатно денот работен ви трае повеќе сати од колку што е нормално предвидено. Што затекнавте, докаде сте со, да кажем, снимање на состојбите, бидејќи за толку краток, релативно краток период, веројатно човек не може ни сосема да се ориентира во време и простор, особено во материјата која треба да ја покриете? Па еве да се изразам фигуративно, затекнавме една така зарѓана застарена машинерија, која што ние се обидуваме сега со многу труд и со многу работа и со голема посветеност и одговорност да ја ставиме во функција и во движење. Најобично да кажем. Знаете, само што дојде нашето назначување, веднаш искочи проблемот со непотизмот. И тоа беше фактички првата задача, односно на втората седница веќе го поставивме тоа прашање. Повторно се појави нов список со вработувања под непотизам, постојано доаѓаат пријави од обични граѓани кои што си имаат мака и сакаат на некој начин да си го решат својот проблем. Ние до сега, од 8 февруар до сега, сите предмети што сме ги добиле, сме ги распоредиле и постапуваме по нив. Значи, буквално се е отворено и се постапува. Кај што треба сме доставиле барања за потребна документација, од каде што сме добиле потребна документација ги разгледуваме тие барања, ќе одиме на дополнителни теренски увиди да видиме, да си го доформиме предметот за подлабинско истражување и така. Во нашето општество има голема глад за правда. И кога ќе ги гледате анкетите, кога ќе гледате политички очекувања, дури мислам врзано и со наредниве председателски избори, практично луѓето ќе гласат помалку за кој каков кандидат е, отколку за таа перцепција кој би придонел во остварувањето на онаја, нели веќе сега прочуена нема правда, нема мир, на некаков слоган и така натаму. Вие спаѓате во тој ресор за некаква општествена правда спроведување. Ви правам еден подолг вовед, бидејќи стратегијата на СЕО беше слична. Тие навистина постојат веќе 3-4 години, но успеа за многу брз период да се востануваат како институција. И по моје мислење испорача, јас би рекол дури и повеќе од колку што јас бев спремен подготвен да очекувам на времето. Сепак СЕО е по капацитетот негде кај отприлике 5-6 пати поголем од вас. Добро, тие имаат и се разбира друга работа, друг обем и така натаму. Меѓутоа, вие имате 20 на луѓе во стручната служба и самите комисионери сте 7 души колку што се, значи тоа се неполни 30 луѓе. Имате ли анализи како тоа треба да расте и да се развива, бидејќи тоа ќе треба веројатно релативно скоро да се случува? Па знаете, ние имаме капацитет од 20 вработени во секретаријатот, кои што во споредба со предвидените во актот за систематизација не е ни половина. Имено, со систематизацијата по старите надлежности на комисијата предвидено е да има 51 вработено лице, а имаме 20, што значи дека со новите надлежности треба да имаме многу повеќе. Но колкав ќе биде тој број, ќе го утврдиме по изработката на функционалната анализа, за која еден од донаторите се прифати да ја направи за нас. Врз основа на таа функционална... Тоа ќе биде во некое догледно време? Да, во догледно. За недели, за месеци? За месеци. За месеци. Ние сакаме овој вакуум, кога се председателските избори, кога всушност и не можеме да вработуваме, да го искористиме тој период за подготовка на анализата, а потоа врз основа на таа анализа ќе изготвиме нова систематизација во која што ќе ги предвидиме сите нови надлежности кои што се
на адреса на комисијата предвидени со закон и ќе видиме колку навистина ќе ни бидат потребни луѓе. Врз основа на тоа и ќе доставиме и барање за согласност и за нови вработувања. Нормално дека одеднаш не можеме сите да ги вработиме, но дел по дел ќе вработуваме за да можеме и новите вработени да ги абсорбираме, да можат и да се обучуваат. Вам ви е сега постоечкиот буџет недека околу половина милион евра годишно. Претпоставам дека со ова нова систематизација и така натаму, како што велите, сега добивте и многу нови надлежности. Претпоставам дека тој буџет ќе треба неколкукратно да се зголеми, за да можете сите овие активности да ги или барем да се дуплира оваа година. Значи ли тоа некакво воредно барање средства до државата? Од резервите сте разговарале со политичари веќе на таа тема? Не со политичарите, знаете, Министерство за финансии редовно доставува, тоа е како дел од буџетското планирање, они неодамна минатата недела ни доставија да пополниме какви се нашите предвидувања во функција на тоа да изработат своја фискална стратегија за наредната година и ние тука ставивме определена бројка и прикажавме еден мал дел од зголемувањето, да кажеме 10 вработени, од прилика, нели, онака што би можело да ги зголеми нашите капацитети. Инаку, вчера, 25 март, ден беше посветен на лицата со церебрална парализа. По тој повод, токму кај колешката Јана Јосиповска и гостуваа тројца лица. Едното од нив имаше односно беше со церебрална парализа, каде што ја сподели својата животна приказна, но се поставува и прашањето во однос на тоа како општеството ги перцепира овие личности и колку тоа им помага. Во продолжение да не должам многу да погледнеме дел од нивното гостување. Треба да бидеме луѓе, треба да бидеме полни со разбирање, затоа што не знаеме оној спроти нас со какви нешта се соочува и може би дури една обична насмавка може да му го промени денот. Зошто го кажувам ова? Пример, се возев една со еден човек, брзавме да стигнем исто вака на една емисија, а тој попатно сретна едно девојче со ментална попреченост, која што плачеше незапирливо. Тој го отвори прозорецот, го запре автомобилот и му направи муабет неколку секунди на девојчето, тоа веднаш се насмевна, се разведри. Го промени расположение. Точно така, значи толку малку е доволно. И затоа сум против она кога ќе се каже дека ние очекуваме да бидеме посебни, ние очекуваме да бидеме третирани не знам како. Не, ние очекуваме да бидеме третирани и префатени само со љубов и еднакво. Така. Ќе продискутираме во текот на разговорот за сите оние препреки и бариери, но најпрво да ви дадам и вас збор. Го спомена и Искра моментот, поддршката од семејството и борбата што вие еве како родители се соочувате во овој однос. Значи првиот момент морам да кажам, значи искрено е шокантен. Кога ќе дознаете дека нешто такво се случува и ви се случува токму вам. Имаме нели шок, не прифаќаме дали е тоа навистина така, па истражуваме, се до оној момент кога ќе стигнеме дека навистина тоа нам ни се случува и на некој наш близок. Од тука стартува борбата. Ама вистинската борба, затоа што наидуваме на вистина на многу препреки, почнувајќи од архитектонските бариери, па понатаму бирократски, па институции и сето тоа оди, да не кажам во недоглед, ама некако така ни изгледа затоа што е навистина тешко. Ние како родители даваме се од себе и поддршка бесконечна на нашите деца. Не бараме бесконечна поддршка и љубов од другите, меѓутоа бараме едноставно да бидат нашите деца исто толку сакани како и сите останати, затоа што сме навистина еднакви. Тоа би сакала да кажам. Оливера, повелете. Тежината е во тоа што кога се бориме, ние се бориме за мал број на деца. Сите се тие различни, имаат поинакви потреби и тука е тежината во докажувањето со институциите. Законите не се прават за поединци, за еден-двајца, а се потребни. И тоа ја продлабочува
нели нашата борба дотура на нашето секојдневие некоја па не тежина, туку ете мораме поинаку да се преорганизираме. Значи од кога како што спомна Марија ќе сватиме дека ние сме тие што треба да извојуваме битката, тогаш само добра организација не спасува. Земаме се во наши раце, навистина се зависи од нас и многу од родителите за жал немаат добра поддршка навремено, па некои и долго не сваќаат дека е се во нивни раце. Дури меѓусебно би рекла, меѓу родителите настанува конфликт, да. во самото семејство. Да. Сега друга приказна е да како изгледаат тие бракови, дека многу брзо пукаат, доаѓа до поголема нетрпеливост, затоа што нели таа состојба на детето е поинаква, па не ни дозволува да се измешаме стално со останатите кога ние сакаме, треба да вежбаме, треба повеќе време да му посветиме, да го облечеме и се облечеме, другите веќе отишле или дошле и сето тоа што не прави различни, малку ја отежнува и ситуацијата, но само добра организација. Успеваме секако. Се трудиме да успееме. Сама рече Искра херојски. Ајде малку повеќе да доближиме. Одлично е она што ни го спомена, односно го сподели со нас толку труд за едукација, таа потребна храброст за да се справиш и како што сама рече лице во лице со примарно директорката на основното училиште за да докажеш дека ти припаѓаш таму. Зошто еве според тебе би требало да е толку тешко, односно толку тешко, би требало малку да е полесно во целиот овој процес. Како изгледа едно твое секојдневие, Искра? Вака, јас најпрво ќе ви кажам една реченица, значи дека физички луѓето ве проценуваат физички, а голем дел од лицата со церебрална парализа и како се интелектуално богати, јаки и насочени. Тоа е нашиот начин да се избориме со нашата физичка, условно речено, попреченост, затоа што тоа е само состојба во која што се наоѓа телото. Не е некоја болест за која што ќе се напиете лек ќе ви помине утре како настинка. Значи тоа е состојба со која што вие живеете. И од сите можни има најмалку 5 видови, па многу подтипови и токму тоа, значи, треба индивидуален, меѓутоа конзилиарен пристап и на лекарите и на општеството. Тоа како единка која што живеела со тоа 36 години, значи го знам и го имам потврдено и докажано во својот живот, ако се пристапи така, многу работи се полесни. Може да го погледнете на страницата на 1tv.mk, а гостин во Централниот дневник синоќа во 20 часот беше новинарот Митко Билјановски, кој што зборуваше за извештајот од истрагата за соработката на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп со Русија за време на председателските избори во САД во 2016 година. Според Билјановски, Трамп денеска се чувствува како победник затоа што според првичните детали кои што ги покажала истрагата не се поврзува негова соработка со Русија. Тука предлагам да го видиме дел од гостувањето на Билјановски. Денеска се чувствува како победник, затоа што со деталите првични од извештајот на Малер, кој не го знаеме во целост, е наведено дека тој не е виновен директно, не се пронајдени нема доволно докази за негова вмешаност. Доволно цврсти докази за да се потврди дека бил во некој заговор со русите за време на председателската кампања и тој тоа го представува како голема победа на правдата против ловот на вештерки, како што нарекуваше истрагата на независниот обвинител Роберт Малер. Меѓутоа, се уште не е објавен, нити пак ќе биде објавен целиот извештај на Роберт Малер во целост. Иако Конгресот го бара тоа, и републиканците и демократите, а јавниот обвинител Бар има право да задржи делови што ги смета за доверливи, да ги задржи недостапни за јавноста.
Па таму сигурно и има доверливи делови. Сигурно тоа е се, тоа се сослужени повеќе од 500 сведоци, повеќе од 500 претреси се извршени. И чудни се и толкувањата на неговата изјава на резимето од обемниот извештај на Малер. И во првиот заклучок за едно од сегментите обвинувања на Трамп дека е во заговор со русите, некои луѓе прочитаа, и јасно тоа го каже и самиот обвинител, дека имало сепак големи обиди на руски индивидуи да вршат притисок и да вршат влијание врз кампањата на Доналд Трамп. Тоа веројатно се мисли најмногу на средбата на неговиот син Доналд Трамп Джуниор со разноразни адвокати руски со руски врски. Имаше прилично детали за сите тие работи и до сега изгледа. Меѓутоа, ова резимето на Бар што е објавено, тоа е негово видување, негови заклучоци за општиот извештај на Малер. Малер не може да го представи својот извештај пред јавноста, он мора да му го достави на јавниот обвинител, кој пак има право да го толкува и да ги каже сопствените заклучоци. Трамп и луѓето околу Трамп денеска веќе навестија дека ова ќе биде практично најсилната негова, како кажам, ветар во грбот за повторно кандидирање за председател. Да, тоа е голем ветер во грбот на Трамп, кој има нескриени амбиции да добие уште еден мандат. И јас мислам дека он лично е убеден дека и ќе победи на следната година на изборите. Од неговите плеки е паднат голем товар. Замислете што би било да го посочија дека имал заговор со Русија во претседателските избори. Веројатно ќе следуваше импичмент, тоа е. Веројатно ќе следуваше уште пожестока одмазда од Трамп и големи викотници, ќе беше многу незгодно да си во Вашингтон. Тие денеска, односно ноќеска, како му доаѓа тоа по наше време, веќе се најавува дека Трамп ќе заостри линијата кон медиумите, дека ќе одбере. Тие го најавуваат тоа, луѓето околу Трамп, значи не е тоа толкување, дека ќе направи специјален третман на посебни медиуми, дури и на професионалци, значи на новинари и уредници во поодделни медиуми, кон кои ќе се однесуваат сега веројатно со забрани за присуство на пресконференции, за следење настави и така натаму. Тоа Трамп веќе го прави след изминатите 2,5 години, он е хипнотизиран од медиумите. На него му е поважно што ќе кажат медиумите за неговата работа, отколку што самиот смета дека нешто направил успешно или неуспешно. Ако медиумите тоа го оценат како успешно, а се труди тоа да биде представено така, тоа е задоволен. Очигледно дека ова е многу непријатна вест за демократите, кои што многу полага на тоа дека во тој извештај на Милер, пате ми речено некои викаат Малер, Милер, Мулер и така натаму. Меѓутоа се едно. Не, важен извештај. Важен извештај, не е важен човекот. Така. Сепак очекува дека ќе има повеќе, да кажем, основа за да може да продолжат својата политичка кампања против. Кој е сега повратниот удар кој ќе се случи кон демократите? Демократите ќе продолжат да ја водат својата борба против Трамп и тоа се отворени, имаше и во прилогот низа серија разни истраги за бизнис действата на Трамп, за неговото однесување, кое е најблаго кажано чудно. Меѓутоа, можеби ова им е полесно вака да го напаѓаат, отколку да беше топката на нивната страна, да беше он потврден заговорот него. Тогаш што ќе правеа, тогаш требаше да го турнат, меѓутоа немаше да може да го турнат во вака како што се сега. Да, бидејќи имаше големи резерви и се уште има сега после извештајот, тоа е веројатно веќе надвор од можностите на демократите, меѓутоа имаше и меѓу нив големи резерви дали да се покрене импичмент против Трамп. Претседателката на демократското мнозинство во представничкиот дом Ненси Пелоси кажа дека дури да има причина, она нема да повика процес на отповикување. Со образложение дека дополнително ќе се подели јавноста и ќе се наелектризира, ќе се поларизира јавноста пред изборите, а не верува дека од тоа ќе излезе било што како конечен резултат за... Конечно, каква е ова вест за светот, Митко? Веста за светот дава некои сигнали дека Трамп ќе се бори и дека е решен сега сигурно да вложи све што има во својата кампања за реизбор 2020 година и околу 10% му се поголеми шансите таа кампања да биде успешна. Пополека се ближи крајот на овој прв блок отворено студио 1, односно време ние да се одјавиме. Следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова. Ние се гледаме повторно во 15 часот и 20 минути.